Железничката станица во Скопско Лисиче доживеа посетеност каква што одамна немала. Десетина велосипедисти дојдоа да искусат како би изгледало патување низ градот со воз и велосипед. Велосипедистите за прв пат групно тестираат како да се стигне од една до друга точка на градот со комбиниран јавен транспорт. Целта е да се бараат нови алтернативи за превоз, а да се избегнуваат автомобилите и автобусите. Патувањето со воз од Лисиче преку главната железничка станица, потоа Скопје север до Ѓорче Петров, беше предвидено да трае 20 минути. Ентузијастите добија ексклузивна линија со еден од новите возови набавени од Кина. Но нема никакви рампи на кои што може да се искористат да се качат тркала во вагонот. И тоа не е само случајот, ако има некоја инвалидска количка, нема како да се качи до перонот, нема како да се качи после тоа до самиот вагон на возот. И самиот вагон не е направен на начин кој што може да се да се носат низ него точаците. Премногу се тесни сите овие премини и после моравме точаците да ги наместиме овдека позади оваква линија, бидејќи нема никаков простор за товар од било кој тип. Арсовски вели дека идејата е добра и од тие мали чекори од власта би значеле многу за целиот сообраќај во градот. Треба да се направат една, две или три рути, пошто би возела линии кои што би возеле возовите, да го поврзуваат западот со истокот на Скопје. Тие две рути да се чести, да се брзи, да се редовни, а тоа е лесно бидејќи железничкиот транспорт не зависи од сообраќајот во Скопје како што е во ЈСП, кај што една сообраќајка може да кочи цел автобус. И од кога луѓето ќе се научат да ги користат, кога ќе видат дека се потребни, пополека може да менува самата инфраструктура. За само 4 минути возот стигна од Лисиче до главната железничка станица во Скопје. Групата ја пречека градоначалникот Петре Шилегов, кој верува дека овој експеримент може да стане пракса. Ќе се обидеме во периодот кој што следи да направиме ревитализација на постојните 8 железнички станици со цел да истите бидат поатрактивни, подостапни до нашите граѓани, како би го можеле да го користат и овој начин на превоз во иднина. Работиме, велам, на планот, како ќе успееме веројатно со македонски железници да изнајдеме алтернатива на целокупниот концепт, тогаш ќе го воведеме како редовен начин на сообраќај, иако и редовните возови кои што сообраќаат на оваа релација може да бидат користени за истата намена. И Шилегов се приклучи на пробното возење. Од гласното размислување слушнавме и на каде цели локалната власт. Ова е реално местото каде што ти безболно можеш Скопје да нараснеш по метро. На промени се надеваат и велосипедистите. Верувам дека оваа демонстрација денес ќе покаже дека треба да се работи во правец на подобрување на работите. За 20 минути возот веќе беше во Ѓорче. Речиси толку време беше потребно за сите да ги симнат велосипедите. За некои авантурата заврши овде, оти на тешко пристапниот терен и земјениот пат се дупнаа неколку гуми. Другите продолжија назад кон центарот на Скопје. На Снежана Домазетовска велосипедот со години е главно превозно средство. Како е да се биде велосипедист во Скопје, ни долови на лице место. Како што патот на автомобилот мора да е непречен, прав, без пречки, без нарамнини, тоа е уште обидно за оние што возат на тенки тркала. Сеќаме секој нерамнина терен, ако не е рамен асфалтот, ако рабниците не се стеани како што треба. Вие лично би користеле ваков комбиниран јавен транспорт? Да, секако. И за меѓуградски превоз особено, за железницата, да стигнам до некое место, па понатака да продолжам со велосипед, да стигнам до Битола, па да продолжам да возам таму точак во Скопје, до туристичките места, па и ни самиот град. Еве имавме случај, некои дечки што се возеа во возот со нас, им се дупна гума. Доколку беше возможно да се закачи велосипед на автобус, тие немаше да го пропуштат настанот тука, тука ќе ги стави велосипедите на автобус и ќе дојде тука. Идејата за комбиниран превоз ја поздравува и генералниот директор на Македонски железници транспорт. Но предпријатието со кое раководи тоне во долгови. Уназад неколку години не се инвестирало во железницата, не само кај нас, скоро во сите земји од регионот, и се надевам дека со отварање на преговорите со
Европска Унија ќе добиваме различни фондови, грантови и така натаму да живее и овој дел од инфраструктурата во нашата држава. И додека се разгледуваат можностите, Скопје низ минатиот викенд барем неколку часа имаа можност да ги освојат улиците. Чествувањето на Европската недела на мобилноста заврши со дружење на рекорд, каде пристигна и велосипедистите кои учествуваа во експериментот за комбиниран транспорт. Да продолжи да се вложува во условите за секој одржлив превоз, поединечно пешачки, велосипедски патеки или линии за јавен превоз, во тој занимното комбинирање. Во однос на самото комбинирање со железница, ние размислуваме неколку луѓе од точак што бевме на пробата да спремиме едно писмо со наши размислувања до Македонски железници транспорт и до град Скопје. По неколку часа работите го добија познатиот тек. Улиците повторно ги зазедоа автомобили и автобуси. Комбинацијата воз-велосипед засега сепак е само идеја.